Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, Европската иднина на Македонија е заглавена и закочена. Незнењето и неодговорноста на владата создаде нов спор и проблем во последните 3 години. Од ден на ден, овој спор се продлабочува и станува се поголем. Нашата влада секојдневно тргува со нови идентитетски обележја, историски периоди, македонски херои, македонскиот јазик. Секој ден нови изјави, секој ден нова непозната, нови преговори и секој ден она кое што е најболно за македонскиот народ, нови отстапки. Ова влада во решавањето на спорот со Грција не сакаше да има наш македонски државен и национален консензус. Сама без никого, без опозицијата, без другите општествени фактори, донесе решенија. А тие, до ден денес и секој ден повеќе се потсетник како не треба да се постапува и како треба да се учи од грешките кои скапо не чинат сите нас. Досега оваа влада требаше да научи дека е потребен национален и државен консензус за националните и државни прашања. Како дојде до спорот со Бугарија? Главната причина е домат пазарџиската дипломатија на Зоран Заев и Никола Димитров. Сето ова е последица на непознавањето на државните односи на Балканот и неразбирањето на последиците од секоја една постапка. Кога овој човек е соочен со проблем, тој е подготвен да ја плати најскапата цена, ама на туѓа сметка. На сметка на државата, за да го сочува својот личен интерес, кој што значи власт и привилегии. Бугарските позиции ги знаеме. Нивните црвени линии се содржани во Бугарската декларација и во ставовите соопштувани од председателот и владата на соседна Бугарија. Сите зборуваат за едни позиции. Но кои се позициите и црвените линии на Македонија? За жал, тие граници не се дефинирани и немаме една позиција. Затоа ВМРО ДПМН вели неопходен е национален и општествен консензус. Знаеме што е она, зашто не смееме да отстапиме, што е тоа, зашто владата не смее да преговара и она, зашто не смее да се прави компромис. Конечно е време оваа влада да разбере дека државата е на сите граѓани и сите мораат да знаат за државните решенија. Македонија е на сите луѓе и ние мора да се бориме за тој концепт. ВМРО ДПМН ќе предложи до Македонското собрание резолуција во која ќе се дефинирани македонските позиции во преговорите со нашиот источен сосед. Оваа резолуција би имала обврзувачко дејство согласно волјата на народните избраници, а врз владата би значило оцртување во кои рамки смее таа да разговара, но со почитување на црвените линии, во кои се содржани националните и државните интереси. Во самата резолуција се содржани дефинициите и јавно, повторувам, и јавно декларираните ставови на Македонската академија на науките и уметностите, најстариот универзитет, Универзитетот Кирил и Методи, и Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима за јазикот и идентитетот. Она што го нудиме не е авторски текст на ВМРО ДПМН, туку тоа што го дефинирале највисоките научни и општествени авторитети како заеднички државен и национален интерес. На овој начин оставаме поширок простор за прифаќање на оваа резолуција и од останатите политички партии во Македонското собрание. Очекуваме широка општествена поддршка во дефинирањето на она што е национален и државен интерес. Но ова сакаме да се гледа како наш искрен однос и придонес. Оваа резолуција не треба да биде гледана и представена како резолуција на ВМРО ДПМН. Туку резолуција за конечно поставување на државен консензус за нашата европска перспектива. Прифаќањето на оваа резолуција ќе значи и поддршка за секоја една влада во водењето преговори и создавањето
на гаранции за постигнување на квалитетни решенија кои ќе ги сочуваат само нашите посебни идентитетски обележја. Се поставува прашањето што ќе содржи резолуцијата која што ВМРО-ДПМН ќе ја предложи во парламентот. Во продолжение следи текстот кој што ќе биде доставен во парламентот. Преговорите да се водат на рамноправна и принципиелна основа, со должно почитување на меѓународното право, без никакво условување од едната или од другата страна и со почитување на достоинството на македонскиот народ. Да се почитуваат безрезервно сознанијата на македонските општествени, хуманистички и културолошки науки во врска со автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религијски континуитет. Повторувам, континуитет. Да се уважуваат сознанијата, утврдените факти, усвоените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика, лингвистика, историографија и меѓународното право, според кои што македонскиот јазик и неговите дијалектни разновидности имаат свој просторен континуитет и свој временски континуитет. Македонскиот идентитет го црпи својот легитимитет од повеќе вековните традиции, преданија, обичаи, колективна меморија, менталитет, јазикот, артикултурната свест за етнокултурната посебност, колективниот интегритет, почита кон традиционалните религијски институции и наративот за припадноста на одреден географски историски простор. Споделените места на меморија на балканските и медитеранските простори подразбираат инклузивен однос, а не ексклузивно присвојување на историјата и традицијата. Понатаму, подразбираат интелектуална слобода, а не робување на анахроните историски стереотипи и илузии. Некултурен и историски хегемонизам. Процесот за евроинтеграција на нашата држава да продолжи во духот на меѓусебно почитување и уважување на вложените напори од наша страна за исполнување на критериумите. Да се применуваат позитивните и општо прифатени меѓународни конвенции и декларации на Обединетите нации за правото на самоопределување и за човековите права и слободи. Да се почитува безусловно слободно изразената волја на македонскиот народ, неговата етничка и духовна посебност. Почитувани присутни, наспроти се друго што сме виделе во минатото, потребно е овој пат мудро и одговорно однесување спрема својот народ, спрема својот идентитет и спрема нашата земјичка иднина. Ова резолуција е документ од кој треба да произлезе национален консензус, брана за сите напади и обиди за манипулација и ќе биде заедничкиот став на Македонија за сите, повторувам, сите важни прашања. Не е доволно да се збори за црвените линии. Овој пат тие треба да се бранат, а тоа е наша должност. Подготвен сум на дебата, на заедничка размена на мислења, но и уште поважно да испратиме заедничка порака дека нашиот идентитет, јазик и историја е наше право, наша обврска која ќе ја штитиме заеднички. Во на нови начин ќе превенираме и други и слични негаторски аспирации кон она што за нас треба да биде суштински важно. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Господин Мицковски, со последната реченица рековте како да сте отворени за диалог, дали тоа значи подготвени за лидерска средба и евентуално за дошминкување на резолуцијата? Па мислам дека повеќе од лидерски средби во овој момент нема некаков бенефит. Ќе го повторам мојот став дека сум подготвен јавно пред македонската јавност да се соочам со Зоран Заев на една дебата и да разговараме за сите актуелни прашања, вклучително и за овој предлог што ВМРО-ДПМН во форма на резолуција ќе го достави до парламентот и ќе повторам, не е ова ексклузивен авторски текст на ВМРО-ДПМН, туку ова е она кое што највисоките научни институции во државата, како што е Македонската академија на науките и уметностите, најстариот универзитет Свети Кирил и Методи го имаат доставено како своја рефлексија на спорот со нашиот источен сосед во јавноста.
академии на науките, бугарската и македонската, влегува во конфликт? Или сметате дека власта веднаш ќе ме нападне дека станува збор за обременување на процесот и дека дополнителна кочница би било овој документ за брзо откочување на проблемот со Бугарија? Доколку власта не ја подржи оваа резолуција, или како што велите, вие ме нападне, затоа што ги оцртувам јасно контурите позади кои што треба да добиеме општествена подршка. А тие контури не ги оцртало ВМРО-ДПМНЕ, ќе повторам, туку највисоките научни институции во државата, како што се Македонската академија на науките и уметностите и најстариот универзитет, Универзитетот Свети Кирил и Методи, тогаш и формално Зоран Заев и СДСМ ќе потврдат дека преговараат за македонскиот идентитет. Оди во контраст резолуцијата и со она што Португалија го испорача. Дали имате последен некој коментар по однос на Предлог кој што е одбиен од страна на нашиот источен сосед е бесполезно и безцелно да ние го коментираме. Тоа е како да коментираме за ланскиот снег. Резултатот го видовте пред една недела, а тоа е уште едновето. Идентитетските обележја на Македонија биле признаени од цел свет и дека немало потреба од црвени линии и некакви резолуции. Ваш коментар околу ова? Одлично да го поддржиме овој документ заеднички во парламентот, кој што повторувам треба да биде надпартиски, кој што треба да добие општествена поддршка. Истиот овој документ е производ на Македонската академија на науките и уметностите и најстариот универзитет, Универзитетот Свети Кирил и Методи, а е поддржан од Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима. Господин Мицковски, кога ќе го поднесете овој документ во собрание и дали веќе имавте контакти со пратеничките групи да го поддржат овој документ или пак ќе остане само на хартија? Во текот на следната недела ќе биде доставен до Македонскиот парламент овој документ, оваа предлог резолуција. Со пратеничките групи не сме имале контакт, од проста причина што сите јавно кажуваат дека не се преговара и дека никој нема намера да преговара за македонскиот идентитет, посебност, јазик, култура, традиција, обичаи. Ова е документ, ќе повторам, кој што не е ексклузивно право на ВМРО-ДПМНЕ, туку е создаден од највисоките интелектуални институции во државата, Академијата, Универзитетот Кирил и Методи и поддржан од Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима. Ако е така, не гледам пречка, зошто би имале однапред било какви консултации, нека го стави Талат Џафери на дневен ред и сите заедно да го поддржиме и изгласаме, така ќе молесни на секоја една влада, вклучително и на оваа влада. Тука завршуваме? Па предпоставувам. Не за истата тема. Тогаш што очекувате од СДСМ, од нивната коалиција? Неодамна рековте и дека е срамота од другата страна ако видат дека двете страни во Македонија не се сложат за вакво прашање, а во Бугарија веќе имаме еден таков документ. Токму тоа и го очекувам од страна на СДСМ да застанат еднашка позади македонските национални интереси и да ја поддржат оваа резолуција која што ќе повторам не е авторско делот на ВМРО-ДПМНЕ. Туку оваа резолуција е текст со кој што се рефлектирани ставовите на Академијата на науки, Универзитетот Кирил и Методи и поддржан и треба да добие општествена поддршка од сите останати чинители на општествениот живот во нашата држава, така што ги охрабрувам, колегите од СДСМ, го охрабрувам Зоран Заев еднашка да застане позади македонските национални интереси и да не прави математика и пресметки со македонските национални интереси. Има можност да се застане и да го поддржи ова што го предложиле највисоките научни институции во државата и образование. Мицковски, јас уште 2-3 технички прашања за имиња и бројки. Синоќа наговестивте малку скромно, 15 општини во пресрет на локалните избори, имате веќе кандидати. Може ли да ни откриете, ако можете да ни откриете, за кои имиња станува збор, дали каков кадар ќе ги трча овие избори и во кои општини веќе е донесена, за кои општини е донесена одлуката? Од блокот прашања, тоа е првото. Второто, дали во Скопје би коалицирали во останатите општини со политичките партии од албанскиот блок, како по примерот тоа што го наговести СДСМ, и генерално некој име, особено дали Коцетрановски би бил во игра за Скопје, како трето? Околу имињата на 15-тината кандидати за
потенцијални градоначалници на општините. Многу скоро ќе имаме тематска пресконференција и ќе информираме македонската јавност, бидејќи очекуваме во текот на следната недела да имаме извршен комитет на партијата, да потврдиме уште некои име, па можеби ќе бидат повеќе од 15, кои што па профилот на луѓето е дека тие се победници, честни, честити луѓе кои што доаѓаат од општините каде што се познати на жителите на тие општини, луѓе кои што се нови, би рекол комплетно, луѓе кои што за прв пат еве се кандидираат за политичка позиција во општините од каде што доаѓаат, и луѓе кои што се би рекол диаметрално спротивни од актуелната реалност која што ја застапува СДСМ во тие општини преку нивните градоначалници кои што очекуваме да бидат повторени и на овие локални избори, така што очекувам сериозна победа во сите овие 15 општини кои што ќе бидат презентирани на македонската. Па еве ќе почекате имињата и родовата застапеност многу кратко од денеска ќе бидат соопштени македонската. Па едно од имињата кои што се мери на анкетите и господинот Коце Трајановски, исклучително успешен градоначалник во минатото. Па има многу кандидати кои што би можеле да бидат успешен кандидат и победник во дуелот со Петар Шилегов, така што ние сакаме победата да биде најубедлива која што до сега се случила и тоа да биде знак дека времето во политиката на политички измамници како профилот на актуелниот градоначалник на град Скопје и актуелниот премиер во владата е минато. Дали разговараме со албански партии? Да, разговараме. Разговараме и со турски, разговараме и со српски, разговараме и со бошњачки, влашки, разговараме и со други политички партии кои што не се дел од нашата коалиција, така што многу брзо денеска ќе дознаете и структурата на политички партии кои што ќе го поддржат кандидатот или кандидатката која што ВМРО ДПМН ќе ја предложи за кандидат за град Скопје. Мала предикција се да се веќе најави победа во Чинам, во Битола, во Аланка, во Центар, веќе зборува за победа во некои поголеми посебни. Па обично човек кој што е уплашен на 3 месеци, 4 пред избори дава таков тип на предикции. Јас не сум убеден дека СДСМ, како што вие кажавте, во тие општини ќе биде победник. Напротив, мислам дека убедливо ќе биде поразен во најголемиот дел од тие општини кои што вие ги споменавте. Се разбира доколку изборите бидат фер и демократски. Доколку дојдат наполнети кутии, тоа е единствениот начин СДСМ да биде победник во тие општини. Господин Мицковски, вчера Љупчо Николовски на брифинг кажал дека може да нема фингерпринт апарати поради тендерска постапка и други причини. Ваш коментар како партија околу ова и дали би учествувале на избори каде што би немало фингерпринт апарати ако тоа е договорено? Не е тоа договорено, тоа е законска обврска. Ако е точно ова сега вие што ми окажувате, јас сега прв пат го слушам, тоа значи дека тој кој што треба да го почитува законот свесно најавува негово кршење. И треба веднаш да сноси и добро е да му го поставите прашањето дали е тоа така на следното гледање со како се више Николовски Љупчо, да му го поставите прашањето дали ова точно што го кажал, ако е точно, тогаш да видиме што знае тој што ние не знаеме. Ако знае тој нешто што ние не знаеме, треба да го соопшти на македонската јавност. Јас колку што знам, во законот за избори тоа е законска обврска. И не верувам дека членовите на Државната изборна комисија се подготвени како Љупчо Николовски да го кршат законот. Така што јас очекувам, а според моите информации и она што беше во јавноста кажано, терминалите за отчитување на отисок од прст на граѓаните во процесот на гласање да бидат успешно обезбедени и истите инсталирани и функционални. Така што на денот на избори, првиот круг која ќе биде да можат граѓаните слободно да излезат и да непречено да ја искажат својата волја. Уште едно прашање позирана такса се најавува некој зелен данок. Ваш коментар околу ова? Видете, тука има една голема лага и една вистина која што не се кажува на јавноста. Првата голема лага е новата зелена партија на македонската политичка сцена, која што веднаш после промоцијата на зелената агенда, следна тема беа знамето, химната, јазикот и потоа говорот и грубото кршење на уставот и законите за што ќе добие соодветна кривична пријава и интерпелација на Талат Џафери во Брисел. Ако е тоа зелената агенда, тогаш
овој данок е се само не е зелен, туку е воен данок, бидејќи ова се милитантни пораки кои што стигаат од зелените. Тоа е промена на знаме, промена на химна, груба злоупотреба и кршење на устав и закони, така натаму. Тоа е се само не, простете, зелена агенда, туку тоа е буквално она милитантно однесување на една политичка партија во 21. век во земја членка на НАТО и земја која што сака да биде членка на Европската унија. Така што овој закон кој што вие го кажувате и таа предлог такса може да биде се, само не зелена, туку ја би ја нарекол воен данок. Тоа е бруталната лага. А која е вистината? Вистината е дека немаат пари. Ги потрошија парите во непродуктивни трошоци, мислејќи така дека ја завршиле работата во подкупи институционални на изборите кои што се одржаа пред една година и денеска, една година потоа, ние гледаме дека сега немаат пари. И сега како ќе се обидуваат они да подкупуваат со без пари? Не можат. Ќе работат, ќе гребат асфалт, ќе крадат од асфалтот градоначалниците, ама тој асфалт треба да се плати. Фирмите кои што тоа го гребат очекуваат некој да им го плати. Овие немаат пари да го платат и како? Ајде сега удри по џебот на граѓаните со такса, па потоа ќе кажуваме дека нешто сме сработили. Така што овој воен данок кој што го наметнува оваа влада, односно еден од коалиционите партнери во оваа влада поддржан од другиот, е се само не зелена такса или зелен данок. Државата ја водат во бездна, државата ни е пред банкрот. Јуни месец заврши со нови отприлика 65-70 милиони евра буџетски дефицит при 20 милиони евра инвестиции во капитални проекти, односно 1,2 милиарди. Со други зборови, државата буквално ни оди во амбис и затоа сите граѓани се одговорни, вклучително и опозицијата, вклучително и ВМРО да помене, и јас лично за наследните локални избори излеземе, масовно гласаме и добрите луѓе да изберат добри политичари. Затоа што ако граѓаните останат дома, тогаш добрите луѓе бираат лоши политичари. Ви благодарам.